Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие ја гледате првата емисија Заспи ако можеш за оваа 2025 година. Веднаш да ви ги честитам новогодишните и божикните празници на сите вас, почитувани гледачи. Се надевам дека ги поминувате во мир и спокој и дека полека го градите она што ќе биде ваша идеја водилка за следната година. Овдека пред нас, како и воопшто пред нашето општество, се отвараат бројни прашања, главно политички се разбира, од тоа како ќе поминеме економски во оваа година, која што допрва доаѓа до тоа кој тоа се осмелил да го следи сегашниот премиер, а порано лидер на опозицијата, до тоа дали Груби ќе излезе пред лицето на правдата, кој можеби ќе биде следен на листата на американците, а кој можеби ќе се најде пред нашите органи на обвинителството и правосудството. Прашања како што ќе прави новоизбраниот старо нов американски претседател Доналд Трамп, за кој што според неговите поддржувачи се очекува да преземе радикални мерки кои што, како што вели Елон Маск, ќе го променат светот. И така натаму, додека секој од нас посебно сам за себе веројатно се прашува како да истрка годината, како да си го помине животот поубаво, оние екзистенционални прашања и оние можеби подуховните, како што се, кој сум ја, што сум, зошто сум, што правам овде, филозофски прашања на кои што бараме одговор последниве неколку илјади години. Вечерно имам големо задоволство да разговарам со еден извореден еродит, човек кој што има големи познавања и човек кој што има сериозни размисли и човек со кој што може да се разговара на многу теми, веројатно не толку политички и не толку филозофски, но прашања кои што ќе ве остават пред малите екрани ова вечер. Се работи за господинот Илија Димовски. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Благодарам за поканата. Да започнеме оваа година со честитка спрема граѓаните за празниците и со желба за поубава година. Помирна, поспокојна, побогата година. Среќа во фамилиите. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Здравје пред се да не држи. Така. Мислам дека се друго е попусто ако нема здравје и не старите случајно тоа го рекле. Велам ќе одиме во оваа емисија со прашања кои што не се стандардни, како што ќе не носи патот, да би рекол господин Димовски, со вас може навистина на се да се разговара, но ајде со нешто што да почнеме со нешто што е многу важно токму во овој период од годината. Дали Божик на 7 јануари? Интересно. Знаете, прво, многу непознавања имаме по однос на темата календари. Да расчистим. Само разликуваме грегоријански и јулијански. Ни тоа не го разликуваме. Тоа е веќе upgraded level. Ние разликуваме католички и православен. Што не е точно. Што не е точно. Така. Не е точно заради тоа што има и православни држави кои што го слават Божит на 25. И тоа голем дел. Бугарите, грците, романската црква, Вселенската патриаршија и некои други цркви, додека ова одбележување на 7 јануари го имаме ние, Српската црква, Украинската онаа црква која што сега е нели под прашање дали постои, дали не постои во Украина, Руската црква и некои источни, ориентални цркви. Станува збор за астрономско прашање повеќе отколку за религиско. Иако ние, знаете, под удар на разноразни оспорувања на нашите идентитетски прашања, ние секогаш се плашиме и кога некаква традиција ни е загрозена и ни е доведена под прашање. И има веројатно многу се пожестоки реакциите кога некој воопшто ќе спомне размисла за 25 или за 7. Не би знаел да кажам, заради тоа што на тоа прашање треба да дадат одговор пред се владиците во Македонската православна црква. Заради тоа што тие и низ процесот на учење и спремање да станат тоа што се ги поминуваат овие прашања многу подлабоко отколку ние обичните мирјани, да речеме се израза, црквен. Значи јулијанскиот календар е постар од грегоријанскиот календар, настанат од страна на Јулије Цезар пред 2000 години. Двата се дел од Римската империја, која што покрај календарите во
христијанската вера општо и во римокатоличката и во православната внесува многу своји државни елементи кои што базично па и не биле дел на крај на криштата во почетните форми на христијанството, почнувајќи од символот на крстот. Така првиот символ на христијанството е рибата, односно символот на риба, не е крстот. Крстот станува со прифаќањето на христијанството од страна на императорот Константин. Но не Тоа е 330 години по Исус, да. Така, многу подоцна. Постои трет календар, тој е адаптиран јулијански календар, кој што е некаква комбинација од двата календари, успева да санира некои грешки на постариот календар, но не го прифаќа поновиот календар. Тој адаптиран јулијански календар е направен на почетокот на минатиот век од еден србин и е тој календарот кој што го прифаќаат грчката, бугарската, романската. Навистина, да, зало. Тоа е календарот, не е грегоријански. Значи, они не ги слават сите празници заедно со католиците. Туку само Божик и Велигден. Не, или Велигден не. Велигден воглавном го слават со нас. Фиксните празници им се со повеќе со католичката црква. Оние кои што се поместуваат поврзани со Велигден, нели? По месечината, по изгресон и така натака астрономски, сега да не навлегувам и ја до толку не ги разбирам. Има едно објаснување дека 2100 година, бидејќи тие разлики календарски ќе се променат. Ако ништо не се промени на 8 ќе стане Божик. Ако ништо не се промени во пресметувањето, во календарите на светско ниво, по тие толкувања ние 2100-та година некои наши наследници. Некои наследници дефинитивно. Освен ако Елон Маск не измисли начин да живееме. Да живееме подолго, да. 2100-та ќе падне Божиќ на 8 на 8 јануари. Она што е битно веројатно да се потенцира од едната крајност е научниот пристап, астрономскиот пристап, математичкиот пристап кој што дава едни одговори, од друга страна се па традициите. Сега и едното има вредност, и другото има вредност. Не можете да пресечете. Затоа убави се тие дебати, но на крајниот збор за ова прашање треба да го дадат владиците на Македонската православна црква. На крај на краиштата добро и нив да ги чуеме, така. Да видиме што размислуваат за тоа прашање. Дека грците кои што во основа се, како да кажам, тие се основоположниците на ортодоксната црква, ако така смеам да кажам, на некој начин. Византиските, ајде да речеме дека Византија тие ја повикуваат како свое наследство, тие се практични. Иако грчкото ортодокство плати огромна цена во вековите, да не се враќаме сега назад, можеби и токму заради тоа пропад на криштата Византија, затоа што одбиваше пред 500 години тамо да се спои со католиците. Не е така. Една од приказните стои. Не е така. Два пати Цариградската патриаршија преминува во унијатство, од кој што еднаш Охридската архиепископија фрла анатема врз Цариградската патриаршија заради тоа што Цариградската патриаршија влегува во унијатство. Второ, од доаѓањето на османлиите, односно на Туманската империја во Цариград, нема патриарх што не е избран со амин од султанот. Од султанот, со волја на султанот. Тој првиот кој што го избираат после доаѓање Генадиј, мислам дека се викаше, првиот патриарх после доаѓање е директно назначен од султанот. Драган Милославлевиќ ќе биде патриарх на Цариградската патриаршија. Така да не даваме величина преголема на Цариградската патриаршија. Но идејата ми беше дека се прагматични. Таа е помесна црква како и нашата, како и романската, како и да, си има свое значење заради старината, си има свое значење пошто била дел од првите 5 патриаршии, нели римската, Цариградската, Антиохиската и така натака, да не ги набројуваме сите. Си има свое значење, не велам не, но и таа си има свои дефекти во историјата. Охридската архиепископија никогаш не преминала во унијатство. Ако треба да дадеме карактеристика која е поортодоксна црква, Охридската архиепископија е поортодоксна од Цариградската патриаршија. Никогаш не отстапила. Никогаш. Овие два пати одат во унијатство. Два пати одат, од кои што велам еднаш Охридската архиепископија фрла анатема врз Цариградската патриаршија заради одење. Па тоа е некаде 16-17 век, ако не се лажам. Одлична информација. Да. Одлична информација. Сега што е, вие сте познат по тоа што многу ги сакате
македонците во егејскиот дел на Македонија, смеам ли да кажам така? Секаде, не само во Сега веќе е опасно човек да каже егејскиот дел на Македонија, пиринскиот дел на Македонија. Неодамна прочитав. Не е проблем зашто Македонија, нели по номенклатурата на терминологијата која што ни се наметна некако и насила, велиме дека ова е еден дел од Македонија, а регионот Македонија е поголема приказка од државата наша. Така да прочитав една многу интересна реченица, вели сега кога се симна Шенгенот, конечно на Бугарија и на Романија, вели конечно нема граница меѓу Егејска и Пиринска Македонија. Тоа е така. Тоа е така. Значи македонецот Петрич може да западе кола и да отиде во Серес да пие кафе, да руча, да се врати и обратно македонецот Солун. Кој би рекол? Да отиде во Петрич, да отвори свој бизнис, да работи и така натака. И тоа е една од причините која што навистина е најрационалниот и најбитниот од национален аспект момент и причина зашто Македонија стварно треба да се потруди да влезе во Европската унија и да стане членка на Европската унија. Јас ќе потсетам дека првата изборна кампања на ВМРО-ДПМ на 1990 година беше со слоган Обединета Македонија во обединета Европа. Добро. Точно така, го памтам и плакатот, беше баш со Обединета Македонија, беше со некои орнаменти од македонскиот фолклор и така натака и така натака. Во принцип, значи Европската унија сама по себе не е стратешка цел. Иако многу политичари сакаат како флоскула да ја искажуваат така, Европската унија е метод како Македонија да ги оствари своите стратешки цели. Тоа е да биде развиена држава, да биде економски успешна држава, да биде компетитивна со соседството, но и меѓу другото од национален аспект да нема граници помеѓу македонците. И од тој аспект ние не треба да имаме никаква дилема. Ја знам дека премногу фрустрации и кај мене се собрале премногу фрустрации. Јас сум имал, за разлика од многу граѓани, јас сум имал среќа или несреќа да бидам директно некогаш соочен со неправдите и со неправедните барања и со неправедните посочувања или наметнувања и така натака по однос на многу прашања поврзани со Македонија. Ја разбирам таа фрустрација. Но треба на крај на денот да ги носиме одлуките со здрав разум. Дали ние сакаме да има граница помеѓу Битола и Лерин? Добро, ова не е политичко прашање, ова е практично прашање, баш така, ова е здраворазумско прашање. Значи треба на рационално ниво. Дали сакаме ние слободно нашите деца од Прилеп да се качат на воз и за саат и пол да се симнат во Воден, да се дружат со своји врсници таму, да се вратат назад вечерта во Прилеп? Дали тоа би било некаков проблем? Не. Треба да најдеме формата, секако не по тоа да не навлегуваме во политика, многу пати сум го кажал мојот став по однос на францускиот предлог и сето тоа што следуваше после францускиот предлог. Имам чисти ставови, но треба да ја размислуваме таа перспектива, дека ние мораме да целиме кон влез во Европската унија, меѓу другото или најбитно и заради рушење на границите. Не случајно, Драган, јас многу пати кога сум зборел и сум критикувал за регионалните иницијативи, Отворен Балкан, Берлински процес и така натака, многу отворено и многу директно, многу повеќе од било кој политичар во Македонија сум велел дека ние не треба да прифатиме никаква регионална иницијатива во која што не се Бугарија и Грција во таа регионална иницијатива. Зошто? Заради тоа што македонскиот простор, условно кажано, контекст, културен простор, креација македонска и така натака. Значи не се наоѓа ни на Златибор, ни на Копаоник, ни во Варна, ни во Бургас, ни во Подгорица, се наоѓа во оваа зона. И ние треба да се исти сме со луѓето доле или со луѓето во Добро, но западниот Балкан нас не беше наметнат. Да, видете се, западниот не може да ви биде, значи на крај на криштата некогаш можете и да се пазарите, некогаш може да ставите и своите интереси на маса, не можете да климате нагло, така, не може за све да климате. Сега ние имаме процеси кои што треба да ги поминуваме, ние треба да се запознаеме, ние не се познаваме, ние во Македонија се многу малце и се многу ретки луѓето кои што може да претпостават дека има македонци кои што одат во бугарски цркви низ светот. Има македонци кои што одат во грчки цркви низ светот. Дека има македонци кои што одат низ српски цркви во светот. Не ги напаѓам туку. Нашите во Грција, кои што вие кои што одите често, го слават Божик по која
На 25 го слава. На 25-ти, тоа ми беше 25-ти, зборот. да. Еве, вие знаете Да. конкретно. Па видете сега, ако сакаме нека истото важи и за македонците во Бугарија, истото важи и за Еве, за македонците мене е кои што непознавница. Аз се сметам за информиран. И истото важи и за не знам македонците кои што живеат во Мелбурн, а се поголем број отколку македонците кои што ние ги чувствуваме како еквиваленција, а одат во грчка црква. А дома зборат на македонски јазик. Јас сум имал примери многу ќе ти кажам два на брзина, една средба имав со една веројатно сега и покојна стара госпоѓа, убава жена, така но големо бело лице во црква, во една од црквите во Аделаид. Седнав до нејзе, возрастна жена своевремено, ова е моја средба пред 10 на 15 години. Како се викаш, мајче? Саботка. Од кај си? Од Солун. Кај си родена? Во Солун. Ми дое чудно и почнавме муаве да правиме многу позитивен лек. Викам, како сестри, браќа имаш? Имам една сестра, двајца браќа, си живеам, тука се сите се тука во Аделаид. Тука да не се сите, не само сестра ми иде тука во оваа црква, браќата не идат во оваа црква. Во која црква викам одат? Кај дедо Петар, пошто тоа мислев дека во мојот мозок таму поделени беа, нели, црквите со Петар и црквите против Петар. Не, во грчка црква одат. Како мајче викам одат во грчка црква? Па они се грци, а ја и сестра ми сме македонки. Со нема никаква логика. Значи вака директно. Викам, живееме. Послави, децата се збирам. На кој јазик мајче зборите дома кој ќе се соде? Вака и како со тебе што збориме, на кој јазик збори? Тоа ми беше еден шок. Втор шок во Мелбурн на еден прием поголем, мислам дека председателот Велјановски приредуваше прием за македонската заедница во Мелбурн, бев и јас, беа и некои пратеници од СДСМ, од ДУИ имаше еден пратеник. И ми приоѓа еден човек малце поснизок од мене, на тежок македонски јазик, многу архаичен, со многу ограничен фонд на зборови, ми се обраќа на македонски. Но сето тоа во рамки на некои 50 на зборови, 100 зборови максимум. И ми зборува, му викам, од кај си, брат ти? Од Толемаида ми вика, знаеш каде е? Знам каде е, Кајлари. Добро, тоа е некои 40-50 километри јужно од Лерин, помеѓу Лерин и Кожан, по таа линија. Битолчани кои што одат на Јонско море и Прилепчани го знаат. Добро, викам, таму си роден? Не, вика, татко ми е таму роден, јас сум во Австралија роден. Му викам, јазиков? Јазикот, вика, јас сега го учам. А човекот повозрастен од мене 10-15 години. Зошто, викам, сега го учиш? Па ја, вика, до пред некоја година мислев дека сум грк. Боже милија. Не мисли секоја нозете. Мисли секоја нозете, буквално, драга. Викам, што, како мислеше дека си грк? Па вика, татко ни дома не воспитуваше во тој дух. Одевме во грчки школи, во грчки клубови, фолклорни, спортски. Вика, ние не бевме свесни за ништо друго. Кој е моментот, му викам, кога ти свати дека не е таква приказката? На смртна постела, вика татко ни, си отвори душата и ни каже, деца, вие не сте грци. Боже милија. Да. И да се чудиш. И други такви ситуации имаш. Фудбалски надпревари на Австралија често се случуваат со истото знаме, само едното плаво жолто, другото црвено жолто. Се пцујат на македонски. Како да ви кажам? Значи, довикувањето, навивањето е на македонски, овие се грци, овие се македонци. Така, ние треба да ги разбереме тие, треба да ги запознаеме, треба да ги разбереме тие контексти. Делува компликувано баш затоа што не знаеме што се случува. Не сакаме да знаеме. Нас не било забрането, Драган, да знаеме, заради тоа што така било креирана државата во тој контекст и така натака, че едноставно не сме смееле да знаеме што има зад границите. И по некаква инерција, без многу креација, во минативе 20 на години, варај терај се занимаваме со екзистенцијални проблеми, лебот, млекото, сирењето, месото, секоја пролет, секоја есен ги бркаме маркетите дека се најголеми криминалци и така натака, нешто, како да ти кажа, окей, треба и тоа, но треба ние имаме академија, така, имаме универзитети, имаме филозофски факултет, имаме филолошки факултет, имаме катедри за историја, имаме институти за јазици, за така. Значи, ама треба да се креира некаква мисла, секако тоа треба да добие поддршка од политиката, треба да добие поддршка од институциите, во различни форми, но треба да се искреира еден појасен и попрецизен светоглед на македонското прашање. Не можеме да очекуваме дека некој ќе го решава македонското прашање во наша полза ако ние не го разбираме македонското прашање и ако не го разбираме контекстот и ситуациите кои што го довеле до ова што е. Сега, јас еднаш во една прилика
во една друга емисија кажав дека да, постои македонски идентитети во Грција и во Бугарија има различно од овој ние кои што го чувствуваме како македонски идентитет и имаше различни коментари. Имаше луѓе кои што ме разбрале што сакам да кажам, во смисла дека ние тоа треба да го запознаеме за да можеме да подадеме рака, така? Ако ние само осудуваме, не можеме да нити рака да подадеме, така? Да, другиот дел е претпоставувам што веднаш велат еве овој ги брани бугараши или не. Не, никого не брана. Јас сум разговарал со многу македонци од Бугарија и од Грција. Перцепција, колку што ние мислиме дека има грцизирани во Егејска Македонија, и они имаат право да мислат дека тука има србизирани. Многу интересен момент. И сега прашањето е со кои наочари ќе го гледам ова. Да, ние 120, 110, 120 години се развиваме во сосема различни контексти, различни правци. Например, патриархалното воспитување во Грција кај македонците е многу поприсутно отколку во Македонија. И сега ова не е прашање на национален контекст. Ова е прашање на социјален контекст. Таму немало социјализам, немало комунизам, немало масовна индустриализација. Селата кај што живеат македонците во северна Грција се големи, земјоделски, средени, асфалт има до секоја куќа, не чуваат животни во селата, животните се настрана. Огромни насеви, насади со овошки, со цреши, со праски, со кајси, тоа функционира на сосема друг. Сега зборам, значи ние треба да ги запознаеме разликите. Дали има македонци кои што се чувствуваат како грци во Грција? Да, има. Има. Ама прашањето е дали ќе судиме или ќе се обидеме да го научиме. Сега овој контекст кој што ви го кажувам, треба да додадам уште една работа која што се однесува на огромниот број на македонци, муслимани кои што живеат во Турција, кои што доминантно не се од Вардарска Македонија, туку се доминантно од Егејска Македонија. Затоа што Мегленскиот предел, Кајларскиот предел, Кожани, целиот тој дел, тоа е западниот дел од Егејска Македонија, источниот дел, значи све што е источно од Серес, исто, како да кажам, словени, муслимани, славјани, македонци, муслимани. Така, ние дури не одамна свативме дека огромен број на луѓе живее таму во Бодруми и во... Так, настанува најмасо, има и од тука, Тиквешките села, например, поголемиот дел кај што сега живее српско население, биле со турско и со македонско муслиманско население. И настанува со замена на војските, настанува и замена на... Зошто? Целта било да се контролира секоја војска сакало да има контрола на Вардарската долина. И тоа е нормално, не без да осудуваме, треба да ги разбереме работи. И сега, имаме цел еден контекст на македонска култура која што живее, некако живее и се развива во Турција. Имаме цел еден контекст на македонска култура кој што живее и се развива, има творештво на македонски јазик во Грција. Ние појма немаме речиси за тоа. Музика, цедиња се издаваат на македонски јазик. За Бугарија не сакам да зборам, па таму е уште по-комплексен проблем. Таму имаме сигурно милион и пол луѓе кои што на некаков начин потекнуваат од Македонија. Зошто? Заради тоа што таму не е само во прашање Пиринскиот дел на Македонија, туку нашите низ историјата, низ балканските војни, Првата светска војна, влегувањето на српската војска тука, влегувањето на грчката војска во Егејска Македонија, го сваќаат како единствена можност да најдат спас за своите семејства Бугарија. Бугарија гледа свој интерес во тоа, прави договор со Грција за размена на население, ги иселува сите патриаршисти кои што живеат на нејзина територија, и грци и патриаршисти, нешто и понди по Црноморието, ги селуваат кон Грција, од Грција прифаќаат што е можно поголем дел на население кое што е припадник на екзархијата. И настанува огромна предсоба, да. Има цели села кои што јас ги знам во Егејска Македонија, тотално, значи цело село Враб се откорнува од Егејска Македонија и се насадува на Црно море. Поголемиот дел од населението на Црно море е по потекло од Егејска Македонија. Значи комплетно се вади село и се носи во Несебар. Но ова... Сега, прашањето е, пак ќе речем. Ова е многу комплексна работа всушност. Ние воопшто не ја спознаваме, вие убаво велите, ние треба да почнеме од самиот старт. Од тоа да разбереме со што и се соочуваме. Некогаш ми е страв да зборам за овие
за овие прашања, заради тоа што... Па зашто здраво е? Мислиш дека е здраво? Знаете, кога зборувате непознаница, постои опасност луѓето и да ве почитуваат, ама и да ве осудуваат. Кој е позадината? Што сака да каже писателот? Значи растеретен сум, јас растеретен и од амбиции, и од функции, и од такви работи. Не ми е фокусот воопшто во тој правец, се обидувам малце да ги раздвижам овие дискусии, овие идеи. Сега ние имаме огромна заедница, посебно од полошкиот предел, која што живее во Америка, оди во Српска црква. Чикаго, Детройт регион. Претежно населението околу Вратница, Јегуновци и така натаму. Добро. Имаме огромна заедница, постара диаспора во Америка, која што оди во Бугарска црква. Таа е делот со МПО. Имат македоно-бугарски цркви во Америка. Ние не го знаеме тоа, така? Има десетици и десетици здруженија на МПО е збирна здруженија, не е едно здружение. Така. Тоа е збирна здруженија. Имаме илјадници луѓе во Канада, во Австралија, кои што одат во грчки цркви. Сега, прашањето. Дали сме исти? Исти сме. Дали размислуваме и се чувствуваме исто? Веројатно не. Веројатно не. Но што ни е битно сега? Ние, од една страна, иако сме самостојна и независна држава, ние не сме компетитивни. Нити со Грција, нити со Бугарија, ние не создадовме модел кој што ќе има привлечна сила. Така е. Нашиот универзитет не е подобар од солунските универзитети, од ниту еден од солунските универзитети. Нашиот универзитет не е подобар од бугарските универзитети. Нашиот универзитет не е подобар од српските, дури и од Нишкиот универзитет не е подобар. Нашиот најдобар универзитет Скопскиот. Дали тоа е пораз? Да, пораз. Дали сме компетитивни? Не сме. Економски, дали сме компетитивни? Апсолутно не. Привлечна моќ нула. Океј, јасно. Сега, ние да можеме да креираме такви идентитетски символи, да е Вардар некаков фудбалски клуб кој што ќе учествува во последните 8 во Лига на шампиони. Или редовно секоја година бар ќе бидеме ракометна сила во првите 3, кај што веројатно и повозможно. Но треба да се насочиме, треба да создадеме некаков квалитет. Во тој случај, привлечната моќ на ова парче од Македонија ќе биде поголема. Многу интересно размислување. И многу полесно ќе биде. Знаете, никој не забележува, но во секоја статистика која што ја гледате од бројот на туристи кои што доаѓаат во Македонија, прв број е Турција, втор број е најчесто Грција. Кај доаѓаат најмногу туристите? Во Скопје. Зошто доаѓаат во Скопје? Не знам. Ја не ги разбирам работите до толку. Значи, ги имаме на маса, све ни е на маса. Све ни е на маса. Добро, тоа значи дека ова што вие кажувате дека некој условно кажано национал романтика не може да ги привлече македонците кои што не ни треба, ние живееме од 21 век. Значењето на границите мора да ги купиме, на поинаков начин, така, да. Ние не смееме да создаваме нити конфликти со соседите заради тоа што економски, интелектуално треба да соработува. Значи, контекстот на размисла не треба да оди по линија на конфликт. Нити интермакедонскиот, како и да го разбираме македонството, така, ние на еден начин, некој друг на друг начин, така, нити па интердржавно. Значи, таа заедница на македонци, колкава и да е 5 души, 50 души, 500 души, 5000, 50.000, не е битно, не е. Таа заедница која што живее во Грција, таа треба да биде мост, а не проблем. Ако почнеме така да размислуваме, ќе ни се намалуваат проблемите, пошто јас сум запознал многу македонци во Грција, да не речам најголемиот дел кои што потекнуваат од мешани бракови. Верата е иста. Некој има баба Влаинка, некој има мајка Гркинка, некој има од Тракија, некој има од Понди, некој има од Одвам. Мешани се браковите. Нема. Значи, не можете на деца во дискотека на 25 години да им кажете, слушај, ова баба и е... Не постои тоа. Не постои во контекст на модерното сваќање на работите. Посебно со телефони, глобализација, интернет, но тука има еден момент кој што кај вас е, не во последно време, него од секогаш сум го забележувал, вие имате прилично жестока критика. Еве вака да речам, македонците во Грција слушаат македонска музика, традиционална,
македонците во Македонија И креираат. креираат, добро, ова е многу важно. Не сум знаел дека креираат. Македонците во Вардарска Македонија се обременети според вас со бивша ју музика. Не, јас и култура. Немам проблем, значи јас ќе набрам десетици творци од Хрватска, од Босна, од Србија кои што творат на тие јазици, да речем, кои како и да ги сваќа и таму е комплексирано да се изразам. Па, јазикот е иако таму е покомплексирано, но небитно. Значи, но станува збор за квалитет или за шунт, така? Добро. Се дали ќе ослушаме Шабан Шаулич или Медуњанин, Амира Медуњанин, има голема разлика. Голема разлика. Проблемот е што кај нас Шабан Шаулич стана стандард. Дали не Аца Амира Лукас и не Медуњанин, знам така? Аца Лукас стана стандард, не стана некои творци од Србија или од Хрватска кои што имаат културна вредност. Ние станавме некако, непопуларно е да кажам, но станавме некако онака слепото црево на кој како нема пополнети термини за концерти низ Србија, низ Хрватска, си ги пополнува во Македонија, си ја прави заработката. Зошто според вас? Зошто е ова многу важно прави? Зошто? Па видете, Јас за грците, за македонците во Грција би разбрал. Да. Нив природно им доаѓа да ја побараат онаа музика што може би им недостасувала. Тука има повеќе работи. Првиот момент е дека ние 30 години што и да постигнеме како држава, не дека немаме неуспеси, имаме повеќе неуспеси отколку успеси, но имаме и успеси. Така. Но што и да се направи оваа држава, 30 години ние сме клукани во главата дека не бива. И дека не бива. И по принципот не бива, за ништо не бива. Да, живееме на среќа, затоа што американците така сакаат. Драго, ако направиме анализа во последните 10 години, колку пари се потрошени за гостување на музичари од Србија, или од Босна, или од Хрватска, на куп, да ги стане. Зборам не за овие зборам за неквалитетов. Добро. Иако и тоа може да е субјективно, може некој да не осуди. Апсолутно, дека, да. Но еве моја мислење, што сакате. Тоа дека Аца Лукас и Шабан Шаулич не се квалитет. Ако направиме анализа, колку пари добила Цеца, колку пари добила... Претпоставувам милиони, да. И ги ставиме тие на еден на Excel табела, години, и тука има кривица и кај приватни бизнисмени кои што организираат концерти, има кривица и кај влада на ВМРО, и кај влада на СДС, и кај градоначалници од СДС, и кај градоначалници од ВМРО. Кои што сакале да купат народ со... Така, сакаат да масовност и така натака. Сега, но не е нивната улога тоа, нивната улога е малци да креираат и да насочуваат. Ако тие пари, замисли, сите или бар половина од тие пари се вложеле во македонската изведувачка потенцијал, култура, издаваштво, музичко и така натаму, сме создаделе некаков квалитет. Не може нашите пејачи да свират за 200-300 евра од вечера, а овие кои што доаѓаат да свират за 20.000 евра. Па не е ред тоа. Не е ред тоа. Не може да е така. Како да ви кажам, недозволиво да е така. А тоа се случува. Јас сум зборел со многу наши изведувачи, и македонски, и народни, и забавни изведувачи. Тоа се случува. И ако ќе видите дека цела група да настапи некаде 1000, 1500, 2000, 2500 евра е тоа висока цена, зборам за македонските. А за некој да ви дојде од Србија 20, 30, 35 1000 евра се плаќа звезда. Ама извинете. Ама тоа можете со вашите приватни пари, Драган. Така, ако ќе си правите забава на базентот во вашата куќа, викнете си Цеца да ви е... Викне и Мадона ако сакаш, да. Така е. Супер. Телеком имаа пари на времето, Петчо Бојс ги донесува на плоштад, зашто, окей, со поддршка. Но, ако користите јавни пари, тие јавни пари, или ако организирате настан со јавни пари, каде што некој спонзор платил некој изведувач, тогаш тука има јавен интерес. Прашањето е на јавниот интерес. Јавниот интерес е да ги труеме нашите следни генерации со шунт, некултура и проблематична култура, да деформираме идентитет, или ќе се бориме за зачувување на некаков идентитет. Така. Добро, еве кажете ми вака. И културни вредности. Еве кажете ми вака. И Дедијар, ако не се лажам, оној Владимир Дедијар што му ја пишува биографијата на Тито, има речено дека ако дојде време да пропаѓаат културите, македонската последна ќе пропадне, толку е шаринолика, толку е... Да, Сакам да кажам, ако таа толку потентна култура која што се развивала во исклучително тешки историски околности,
постојано. Македонија немала среќа во историјата и се развивала наистина под фашен притисок. не Како било... може Ни треба рационалност и размислување сериозно. Не е земјата, нема судбинска клетва фрлена врз Па нема клетва. Дај да се соочиме со работите, да видиме во што не бива, во што не бива. Но да ги решаваме работите. Но зошто тогаш 30 години во макар номинално независна држава имаме најмалку создавање на култура автентична македонска? Не знам да ви одговорам на тоа. Ова е за мене круцијално прашање. Би требало баш сега да експлодира. Иако има. Да. Иако има, но имало период. Па не дека нема, меѓутоа. Ние во еден момент имавме, не знам, Каролина Гочева, Тоше Проевски, Калиопи во полна зрелост, Владо Јаневски во полна зрелост, на некои им се свијат, на некои не им се свијат, биле Добро, Архангел, не е само пејачи тука, имаш и театар, имаш и филм. Хиперактив, така, имало, значи, сме имале по цели страни само за програмата на театрите низ Македонија, да знаеме што има во Битолски, што има во Велешки театар, што има во МНТ, што има во Драмски и така натака. И сега го немаме. Да се сочиме дека го немаме тоа. Сега ќе го решаваме или нема да го решаваме. Така, сега една опција е да собереме 15.000 луѓе на плоштад и да донесеме Цеца или Пријович или како и да се Ама што значи тоа, поттекнуваме под доминантна, поголема сила која што се наметнува или одиме по линија на помалку поедноставно да Веројатно и двете. И комерцијалниот дел. Ја ги гледаме во Охрид летно време дискотеките, така? Така е. Ако Северина гостува, се гази и тука никој не може да спречи. Да, ама сега ние не можеме да ги обвинеме децата на 15-20 години кои што одат на Северина дека тие не разбираат што е уметност, што е култура. Тоа им дале, апсолутно. Така, тоа им е сервирано на тие деца. Сега тука има Совет за радиодифузија. Си ја врши или не си ја врши својата работа? У последните 10 години кој сака нека седи таму, така? И колку МТВ создава македонска програма, колку ние сите телевизиите создаваме, апсолутно. Колку имаме музичка продукција во МТВ, колку имаме музичка продукција во Танец во последните 30 години. Танец колку албуми има издадено? Така? Колку имаме театарска продукција во последните 5-6 години. Што се случи? Океј, ги зголемија платите на глумците, на актери, ама не останаа пари за програми во театрите. Велес доби 2 милиони денари што е парадоксално, да. Добија плата, а нема што да работат. Не, така по една, две, три представи прават театрите низ Македонија. Тоа не е добро. Сега ние треба да најдеме реорганизација на целиот однос, на целиот контекст. Не е нормално. Стварно не е нормално. Ево Грција во неколку месеци има 2-3 изданија со македонска музика. На македонски јазик. Ама како? Не ми е јасно како. Приватни иницијативи. Така. Нема држава таму што ќе ги помогне. Да, јасно. Значи таму има издаваштво на македонски јазик. Но во принцип нема проблем со државата, ниф им е седно. Па не можам да кажам дали има, дали нема, они си знаат. Јас не сум бил долго време и не знам како е контекстот, но гледам дека тоа е веќе масовно се случува се. Знаете, интернетов е веќе нешто што нема граница. Што не може да се спречи. Телефонов кога е на интернет не разбира дали е Меджитлија или е Мене постојано ми излегуваат видеа од овие забави, како да ги наречам, прослави на македонците гледам, во јас излегуваат по интернет. Да, на македонците во некои села во Грција и мене е тоа просто зачудувачки. Мене ми е најинтересно што ги гледам. Да, млади по 15-20 години ги пеат песни кои што тука ние би било прашање дали ги знаеме. Може би ги знаеме, може би не. Зборуваме за млад народ, баш млад народ. Не зборуваме за баби и дедоци што седнале па евоцираат спомени. Јас сум прашал еден возрастен човек во Грција. Многу бе, зошто само млади луѓе има? Викам, младите не го памтат лошото. Да, има логика. Има логика дека е така. Но не се како и да е сега. Тоа е добро што се случува, ние не треба да градиме контекст на не знам какви поимања дека нешто ќе се смени со границите на Балканот, нема да се смени никогаш. За среќа или за жал. Но мора да се живее, мора да се тера понатаму. И треба тоа таму што се случува да биде сватено во позитивен подстрек и за нас и за грчката држава и да ни биде мост за соработка. Ние имаме има некој број на луѓе кои што подеднакво чувствуваат и Грција и Македонија како своја приказка. И тоа воопшто не е лошо. И не е лошо. Кога сме кај идеологијата, ни недостигали нас идеологија. Јас имам впечаток дека кога е во прашање некакво идеолошко изградување на нацијата, не само на народот, македонски, туку на нацијата. Ние се оптеретивме во кога ќе спомнеме идеологија, ние правиме еквиваленција со политика. Значи, идеологијата е подразбираме само во смисла на политичка профилација. Лево или десно. Апсолутно не.
Апсолутно не. Но тоа не е оптеретувањето во кое што живееме. Сега ние се да не зборуваме дека и леви и Така, десни се измешаа во... Измешани се економските политики, ако ги видите на лева, десна влада. Оди па погоди кој е за кого, да. Во минативе 20 години, ако значи воведувањето на субвенции од страна на владата на ВМРО ДПМН, кое што јас сум гласал во собрание, не е воопшто десна политика. Апсолутно не е, да. Еве, значи да бидам само критичен, да не ме свати никој погрешно, зашто не ми е таа намерата. Ми е намерата чисто така пошироко да ги анализираме работите. Нити па тоа што најкрупниот капитал во Македонија бил поддржувач на СДСМ со децени. Што нема никаква логика повторно, да. На социјалдемократи, да. Со леви, но тоа го рековте, тоа е политика. Ние зборуваме за идеологија во некоја национална смисла. Да, не недостасува тоа. Не само што не изградивме, туку воопшто и лутаме. Имаше обиди Македонската академија, нели, со позиционирање заедно со Универзитетот Свети Кирил и Методи и Македонската православна црква. Една декларација имаа врска со овие прашања. Па беа на нож дочекани. Тоа беше одличен чекор. Тогаш тројца луѓе ги водеа тие институции, Коцарев, мислам, Јанкуловски универзитетот и владиката Дедо Стефан, Македонската црква. Тоа беше еден од најдобрите и најмудрите проблесоци кои што ни се случиле во овие 30 години во смисла на вашето прашање. И тие тројца луѓе треба да бидат почитувани за таа работа. Да, секој може да има свое мислење, но за таа работа треба да бидат испочитувани. Ние треба да градиме врз база на такви односи, треба да отвориме и дебати, треба да отвориме и анализи. Ние видете, ние ако сакате и погледот кон егејското прашање кон нас бил идеолошки. И погледот кон односите со Бугарија бил идеолошки, но не бил идеолошки врз база на националната идеологија на македонскиот народ, кој што требало да некако да креира концепт, туку била врз база на политичката идеологија на владеачката елита во Југославија, подоцна ако сакате и лево десно. Не ми е намерата да критикувам. Не. Заради монархизмот во идеите на Борис Сарафов, кој што така поприлично се залагал дека Македонија не треба да има републиканско уредување, туку треба да се размисли за градење на монархија, која што може би била порационална идеја отколку идеализирањето на воведување на нов концепт на република во ситуација кога сите клучни империи што одлучуваат се монархистички и само заради тоа нема да ви дозволат да пркнете со вашата идеја. Треба да се разбере историскиот контекст. Така, зборува вие очекувате од Руската империја, Руската монархија, од Француската империја, Француската... Да, или од Германската, или од Австро-Угарската, нема теорија. Или од Данска, или од некој друг, да ви дадат поддршка во момент кога вие викате нечини концепт. И убаво звучи, ни република, прва република на Балканот, социјализам, тоа не звучи вака, ама успешна ли? Успешна е само како темел за да се развие, значи не е неуспешна во генерално, но плодот кој што требало да дае за тоа население во тој момент и за тие борци во тој момент, не сме го платиле во десетици илјади жртви, сме го платиле во стотици илјади раселени, запалени села и така натака и така натака. Нашиот однос кон македонското прашање се уште е, значи пак за Борис Сарафов да кажа, нема почист револуционер од времето на Илинденското, пред Илинденското и пост Илинденското ВМРО, по однос на македонското прашање. Значи, чист како солза. Б нема од бугарашење, бугарофилство и така натаму. Но никогаш не беше признаен во македонската историографија. Заради тоа што бил повеќе за идејата за монархизам. Но не се. Ние се уште погледот кон овој контекст го гледаме низ таа, можеби малце наследена идеолошка призма. Да, нашите се борели на страна на левицата во Грција и биле составен дел од ДАК, биле составен дел од КПГ. Така е, и настрадале ужасно многу заради тоа. Да, настрадале многу заради, ама прашањето е дали тоа било најпаметното во тој момент. И тоа е сега, кога би размислувале така од постфестум, лесно е да се одговори. Во моментот, кога некој ти вика, окей, моје размислување, кога некој ти вика, види, јас те признавам тебе. Дали некој во Македонија истражи зошто потпишувањето на Преспанскиот договор е во Нивици? Па добро, затоа што грците не се будели. Никој не истражи. Во Нивици е еден од последните конгреси на Комунистичката партија на Грција, на кој што се носи одлука, точно во Нивици.
се носи одлука за признавање на правото на самоопределување на македонците во Грција. Тоа е политичка одлука на грчка политичка партија, која што во тој момент има некаков тип на форма на управување со дел од територијата на Грција во контекст на привремена влада и така натака. Таму каде што некоја грчка политичка структура признала некакво право на македонците во Грција, таму ние тоа право сме го откажали. Да, меѓутоа грците се писмени, грците знаат што прават. Така е. И таму довлечка држава, тоа е држава. Да не евоцираме спомени, тие влегува во приказното 100 експерти. Така е. Ние со двајца, како да ги наречам? Од наша страна дојдоа двајца неуки, еве така да кажеме, и грците не направија салат. Дали треба да им се лутиме на грците? Ја не им се лутам. Како да им се лутиш? Ја им се восхитувам заради сериозност. Тие направија цели институти научни кои што беа посветени и така наречени невладини организации кои што беа државна форма. Беа финансирани од државата. Владини, невладини, да. Владини, невладини кои што собира најголемиот научен крем на Грција по однос на историските прашања за Македонија, ги собраа на еден куп и креираа политики. А ние се занимававме со приказката дека ќе сме направиле антиквизација. Чекајте. Ѓорги Пулевски антиквизатор ли? Можеме да враќаме назад. Никола Карев антиквизатор ли? Карпош, апсолутно. Не, зборам не од друг контекст. Ние имаме дупка само во помнењето на историјата, која што е од моментот на доаѓање на екзархијата и засилена од моментот на доаѓање на српската војска тука. Нема македонски творец во 19 век пред екзалтацијата на екзархијата на ова подрачје кој што не се повикува на античкото наследство. Нема. Најбитните водачи на Илинденското восстание и на ВМРО се повикуваат на античкото наследство на Македонија. Ние имаме дупка од 100 години, пак ќе кажам, со доаѓање на екзархијата е првиот засек и нели тоа е по бугарската линија контра етничката генеза некаква културна, не зборам генетска, Господ знае што се случува. Генетски, зборам културно на македонците и второто е 12-та доаѓање на српската војска, па српскиот удар по таа генеза на македонскиот народ. Сега ние имаме ситуација во која што не сваќаме контекст дека трите држави околу нас, Србија, Бугарија и Грција имаат најмалку еден договор потпишан меѓу себе со кој што го регулираат македонското прашање. И тој договор е на сила. И тој договор е ефективен. Бугарија со Грција има други договори, размена на население си го зад Бугарија сте чуле да праша за некакви права на Бугарија. Никогаш. Така. И сега извинете, чекај, не можете вие да не прашате за права на бугарите во Воден, во Лерин, во Серес, во Драма, во Кукуш, а во Македонија на мала држава која што е со 1,5 милиони население, мешано население, да малтретирате на патот кон Европската Тоа е толку видливо, толку прозирно, буквално ни е се пред очи, меѓутоа ние се... но таму е па друг проблем, Драган, таму е проблем. Ние таму немаме проблем со бугарите, имаме проблем со македонците во Бугарија. Кои што не ги концепирам на она што нас ни се случувало сега тука Пиринска Македонија и така натака, туку го концепирам на македонците кои што се наследници на оние кои што пред 100, 120, 150 години се населуваат во Бугарија. И сега ние треба да размислиме во контекст дали тие се поголеми бугари од бугарите. Нормално е. Пак, значи, тонот е осудителен. Не треба да е осудителен. Така стојат работите. Зошто? Дома е тој воспитан така. Ти не може, на школа е тој воспитан. Ти не можеш да му кажеш дека целиот живот негов е лаг. Е фейк, така е, апсолутно. Не тоа е за секој проблем, апсолутно. Главните преговарачи во историската комисија од бугарска страна се од Македонија, не се од Варна, не се од не знам од Русе, така, и речи се е невозможно да се разговара со нив. Едниот е од Дебар, едниот е од Костур и така. Не треба да е невозможно. Ние треба да размислиме да го најдеме контекстот, да го најдеме кај ни е спојната точка. Така, се тој Топалов или тој како се презиваше Рајчев или како се презиваше, да не сгрешам, од Коштур, тие имаат точка на спојување на некој момент со нас. Каде е таа точка? Таа точка е во моментот кога нивните дедовци решиле да заминат во Бугарија. Што се случило во Бугарија? Да бидеме искрени, Бугарија го примила тоа население. Го примила и му овозможила некаков живот. Им дале куќи, им дале земја, им дале работни места. И тоа население доживеало некаков свој мир
развој, фамилиите и така натака. Значи, во Бугарија огромен број на такво население живее во Софија, огромен број на такво население живее во Пловдив, огромен број на такво население живее на Црното море. И сега, јас во една прилика со покојниот Љубиша Ѓоргиевски го прашувам мојам професоре зошто Бугарија, уште бев, значи он беше председател на собрание, јас бев многу млад пратеник во собранието и као бивши амбасадор го прашувам зошто во Софија не се најде начин да се срушат стереотипиве, зидовиве, да се соработува и така натака. И вика издадува вика Бугарите на книга 100 најголеми българи на миналиот век. Тоа се однесува на 20 век, така, од 1900 до 2000 година. Вика, од 100 најголеми българи на миналиот век, 88 вика се потекло од Македонија. Од Македонија. Вика, најголем дел од општествената елита во Бугарија потеклото и од Македонија. По армија, по академија, по универзитети, по култура, по новинарство. Најголем дел вика се потекло. Ти ако се признае некаква диференцијација, дека тие не се исти со тоа што самите го учеле. Со тоа што самите го значи ја во една изјава за бугарски дневник кажав дека ние сме во моментум кога од некого се бара да признае дека дедото бил предавник. И сега прашањето е дали дедото на тој што заминал во Бугарија е предавник заради тоа што е оставил борбата тука и отишол таму едноставно се акомодирал во бугарското општество или тој тука сега низ нивната призма, нели се обидувам да немам различна диоптија, нивната призма, дали дедото тука, па е предавник заради тоа што не се чувствува исто како тие таму. Така, мојата позиција за бугарски дневник беше тие што останале во Македонија и ризикувале и продолжиле да се борат и со српска армија, и со грчка армија, и со Втора светска војна и така натака, тие имаат бар за милиметар поголемо право за одлука за Македонија. Така, моите дедовци останале тука. Па вака и рационално звучи сега. И учествувале во сите војни. Во сите војни учествувале и во прва, и во Илинденско востание, и во Втора светска војна учествувале. Јас имам некакво право врз база на жртвата која што давам, имам и жртви од фамилијата во Втората светска војна. Значи, врз база на таа жртва која што ја дала мојата фамилија, јас имам малку помало право од некој академик, по потекло од Дебар или по потекло од Коштур, за кога што Македонија е романтична приказка раскажувана од неговата баба. Дали сум ист со тие луѓе? Да, сум ист. Дали исто се чувствувам? Не се чувствувам исто. Јас се чувствувам на еден начин да сега, дали ова треба да биде дали треба да ги бараме причините да се разделиме уште повеќе или треба да ги бараме начините како да ги надминеме разделбите. Тоа е клучното прашање. Ова се согласувам Димовски, дека има еден проблем за да се дојде до овој заклучок. Истото што го кажувам Драган за Бугарија се однесува и на Грција. Истото за Грција и на Бугарија. Значи го зборам контекстот на сега веројатно и низ нивната призма гледано на кај Вардарска Македонија истото, но со српскиот елемент. Јасно ме. Сега овдека човек неминовно доаѓа да заклучува дека овој вака комплексен проблем, исклучително комплексен. Вака како што го представувате, јас на пример не сум го размислувал до толку, е тешко сватлив и за човек кој што во голема мера е и образован и подготвен да троши време и енергија и знаење на овие прашања. Просечниот човек без никаква намера да навреда било кого, главно не ги знае суптилностите на овој проблем, а второ нема ни можности да се занимава со нив. Имаме 5 телевизии со национална концесија, имаме не знам уште колку со концесии сателитски. Имаме македонска радиотелевизија која што добива и буџетски средства за креација. Се доделуваат средства од Министерство за култура, од Совет за радиодифузија, за продукција на документација. Согласувам, меѓутоа тука недостасува и добра волја од нашите соседи, па недостасува. Видете се. Македонското прашање ни тежи најмногу нас. Ние не можеме да очекуваме дека Софија или Атина ќе имаат поголема желба за решавање мирно, спокојно и македонското прашање наместо проблем да го направиме некаков обединителен фактор на Балканот. Така, кога финансираме издаваштво на книги, кога финансираме издаваштво на научни трудови, пошто кај нас, во принцип,
да бидеме на чисто. Немаме алтернативна, имаме алтернативна култура. Нас целата култура ни е поврзана со финансирање од државните фондови. Така, ако е веќе така, дај да видиме дали имаме и национални интереси ни сето тоа. Не е нелегитимно, видите. Се создадоа држави врз база на позиционирани национални интереси. Дали е национален интерес на македонскиот народ да живее без граници? Да. Дали тоа треба да биде гласно кажано? Да, треба да биде гласно кажано. Не треба, ние имаме некоја инхибација во 30, па дури јас кога бев формално на некои побитни позиции, јас сум чувствувал инхибираност кон некои такви прашања, да не некој амбасадор, нешто некој нешто, да, така. Зошто ме разбирате? Веројатно треба и зрелост малци, и години, и искуство, но ние имаме сериозни професори по институтите, имаме сериозни професори на неколку од факултетите на Скопскиот универзитет, имаме академија, што креираме таму, така? Сега дека ние нешто artificial intelligence ќе пронајдеме. Баш и нема, да. Баш и нема, така. Добро, и тука да го загатнеме. Ама дека треба да си ги расчистиме нашите проблеми прво. Се согласувам. Тука да го загатнеме и прашањето на овој така наречен невладин сектор. Многу убаво објаснивте. Грција невладениот владин сектор или владениот невладин сектор совршено го искористи во заштита на националните интереси. Што е за нас патока со таа категорија. Ние тоа не го направивме кај нас. Невладиниот сектор, особено владиниот невладин сектор, секогаш се користел за злоупотреба практично против политички противник. Видете, сега и една друга споредба. Значи, во Грција горе-доле не е јасно зашто ги слушавме и ги знаеме и насловите на тие невладини организации. Да. На крај на криштата и министерот кој што го потпиша Преспанскиот договор потекнува од таков институт, од таква организација. Така, он 20 години живеел со македонското прашање, но назад да го реши во полза на Грција, така? Така е. Сега, Бугарија, во Бугарското министерство за надворешни работи постојат сериозни форуми составени од луѓе со седа коса, со многу постари и од мене и од вас, кои што ги разгледуваат овие прашања и ги како што треба да биде. Дискутираат. Така. Сега ние немаме се уште веројатно. Знаеш, драга, можеби е нормално, не знам, можеби не треба да бидеме толку критични кон сопствената држава, можеби треба да ги учиме овие работи попат. Бидеме малку поспремни да ги прифаќаме работите и да ги ставиме работите во метрички компаративен модел. Да видиме во што сме подобри, во што сме полоши. Ако сме полоши, не треба паѓаме у несвест. Ако сме полоши во дипломатијата, дај да видиме што прават држави слични на нашата, така? Па да поправиме. Па да поправиме, да видиме како функционираат соседите. Проблемот немаме пари, имаме пари сега, кога можеме да даваме за глупости, со извинени, ако го отворите, значи толку 200 правници имаме во јавно предпријатие, ЕСМ и 26 адвокати ангажирани. Зашто? Кошта пари, така? Бруто плата, пута 12 месеци, пута толку, ако си вршат работа, дај Боже, не 200-2000 нека бидат, ама што прават, така? Педагози и социолози вработени во јавни предпријатија, што прават? Така е, можеме апсолутно да го... Така да, може да се рационализира. Тоа и да видиме, да го најдеме контекстот. Послаби сме во дипломатија, послаби сме. Што прават соседите? Словенија, што при Хрватска, што при Чешка, Словачка, Бугарија, Романија. Добро, нема што се открива топла вода, така, се откриено, само треба да се преземе. Така. И да се, можеби, минимално да се адаптира на некои околности тука што ги имаме специфични и така натак. Но тоа треба да биде пристапот. Треба да бидеме веројатно малце порешителни да си ги признаваме слабостите. Тоа некој може да го схвати дека не, тоа ќе донесе плодотворност. Имаме слабост, треба да ја решаваме. Да ги прифатиме слабостите, а напротив да не тргаме од позиција дека ние сме слабост сами по себе. Тоа што нас не се случува, впрочем. Ете, на крај на криштата ние сами сме си одговорни за тоа што ни се случува. Така, ние стално сакаме да покажуваме прст. Драган е крив, Иле е крив, ово е крив, ово. Кај за Драган 5 пати си гласам. Така си е. И сега? Така. Епа чорно македонче, така вика. Така. Дај и тука можеби така да видиме, да размислиме малце подлабоко околу тие процеси и внатре во партиите, можеби и таму е поголемиот проблем, и таму да се размисли
кој каде се предлага, кој каде се кандидира, кој каде се избира низ тие процеси, ама тоа треба и општеството да го создае. Така, ако нема притисок општествен, Никому ништо, така така ќе биде. секое тело се стреми да остане во позицијата Во тоа која е што физика. е, тоа е чиста физика, така Чиста е. физик. И сега тоа треба да се разбере и општеството треба да креира процеси. Не треба да се плашиме од тоа. Не треба да се плашиме од различни мислења и така натака. Илија Дивовски, благодарам за вечерашното гостување. Благодарам. Почитувани гледачи, јас ви ветив интересна емисија полна со нестандардни размислувања и мислам дека ја добивте вечерва со Илија Дивовски, се извинувам. Утре во 15 часот е признато издание на оваа емисија, а јас ви посакувам пријатна ноќ.